Ви благодарам на прашањето. Да, секако година има такви ситуации во кога ние добиваме предлози, но по истражувањето кое што го спроведуваме, гледаме дека тој предлог не го исполнува критериумот. Имаше и оваа година, да, предлози кои што едноставно не ги исполнуваа критериумите кои што се пропишани многу, да кажам, технички. Значи, зашто се одбележува јубилеот во однос на личност за раѓање и смрт, во однос на настани за одржувањето на настанот и во однос на институции, на основањето на институцијата и точно се предвидени на колку години што е јубилеј. Значи, во таа насока ние ги прифативме сите оние кои што беа оправдани и за сите оние личности кои што сите едногласно се смислам, нема што ние да се согласуваме, пишува, кажува биографијата на таа личност или таа институција дека навистина оставила трага во државност, во македонската државност. Оваа програма некогаш е предизвик, некогаш е голем предизвик и сме имале такви ситуации кога биле предизвици ваквите програми, па кога и не биле објавувани, но необјавувањето на програмата заради предизвик и недоразбирање штети на државата, не на нас како пратеници или на сегашната состојба, бидејќи заради тие предизвици и недоразбирање имавме години кога не се објавуваше таа програма и сега имаме дупка во континуитетот. За некои предлози исто така направивме компромис и мислам дека сето тоа што го направивме, сето тоа за кое што се согласивме сите беше во насока на објавување на една здрава државна програма во однос на одбележување на јубилеј. Но вистина бевме многу внимателни. Благодарам.